Почитувани, го следите неделничкото интервју на онлайн магазинот Inbox 7. Гостин неделова е Ирфан Асани, директор на Македонски железници инфраструктура. Господин Асани, добар ден. Добар ден и на вас. Голем поздрав и до вашите гледачи и тие што ве следат. Господин Асани, може ли да не кажете каква е ситуацијата со железничкиот сообраќај во глобала во Македонија? Железничкиот сообраќај во глобала во Македонија може да се опише со еден збор, а тоа значи 45 години на инвестиции и само одржување минимално. Што би значило тоа? Тоа би значило дека 45 години поред, но и последните 7 години кои сум тука, ние ја одржуваме железницата во минимални параметри. Ако влегуваме подетално да го зборуваме тоа би значило дека од 1300 километри пруга, одржување и инвестиција во тоа од 3 милиони евра годишно е скоро еден камен или едно парче или едно камче во километар. Ова ја опишува таа слика која под некои податоци на параметри би значило целосно незадоволство. Што значи нулта позиција или нула точка на способност на инфраструктурата за одвивање на железнички сообраќај? Тоа би значило позиција врз основа на која е градена пруга. Ако имаме као кај нас стандардот кој е пруга од 120 км на сат, или во Европа каде 160 е минималната брзина, или 200 брзи пруги и понатаму. Таа нулта позиција кај нас е 120 км на сат, која треба да ги задоволува параметрите на осигурност според УНИСИК и параметрите на услугите во согласност со меѓународните правила, односно правилата на УИЦ, кај што и ние шенуваме, и исто така да ги исполнува другите стандарди за ние да бидеме признаени као мрежа, као што е РН или мрежите на железниците у светот и други работи. Кога вие ќе имате параметри кои се така задоволувачки, тогаш ќе можеме да зборуваме за тоа колку би требало за одржување на пругава. Јас можам да ви кажам тоа што е во нашата легислатива, а тоа значи дека 0,3% од даночните приходи треба да одат исклучиво за одржување на железничкава инфраструктура. Ако вие имате мрежа на патишта кои се 4000 и нешто километри и за нив државата или собственикот, државата, истиот собственик и на ова предпријатие, државата, за нив определува 300 милиони евра годишно, а за нас 3 милиони евра годишно. Значи, последните 7 години ние добиваме по 3 милиони евра буџет од државата за одржување на инфраструктура. Логичното прашање во овој момент е дали ние имаме 100 пати поголема километража на патишта. Немаме. Имаме 3 пати поголеми. И вие можете сами сега да споредите и да ја гледате таа дискрепанца помеѓу километражите и на патишта и на железница. И ние затоа не можеме да се повикуваме дека правиме инвестиции кои ќе задоволуват стандардите или подигнувањето на нивото на железницава. И тоа се гледа и до пристапот на луѓево кон железницава, се гледа и до пристапот на железницава кон луѓево, па и кон услугиве. Колку пари вие годишно примате како може инфраструктура од единствениот оператор во државата? Видете, ние нажалост сме заложници на една фирма која не знам ни како се развива и не им е јасно што развиват и како прават. Значи, во идејата на поделба на железницава излегува од тоа дека инфраструктурата ќе има либерализација на пазарот или ќе има пристап до повеќе оператори кои ќе користат нашите услуги. Што би значило тоа? Во превод, тоа би значило во превод километар тонски плаќање за услугите на железницава. Да кажеме поедноставно за луѓево да разберат. Ако може за транспорт на роба или на стока од Гевгелија до Табановци, согласно тие пакети што ги нудит, би добил 3000 или 4000 евра. Од тие 4000 евра за МЖ инфраструктура одат само 200 или 250 евра. Колку е цената на километар по тон кај нас во однос на другите земји и зошто е таква, например, каква што е? Знаете, идејата на
разделба или поделба на железничкиот систем не е почната кај нас и дека ние сега правиме некој експеримент. Туку во суштина процесот на трансформација е стопиран. Што би значило тоа? Дека согласно тие правила на трансформација треба да имаме инфраструктура која е целата пруга со сите помошни системи за организирање на сообраќај, сигурност и така натаму. Транспортната компанија која ќе се подели на компанија која ќе биде специјализирана само носење на стока, друг оператор само за транспорт на луѓе и трето посебен дел за одржување на таа, да кажеме, возни средства и формирање на агенција која ќе се грижи цело време дека услугите што ние ги даваме кон операторите да бидат недискриминирачки и управа за сигурност која ќе се грижи за сигурноста во железничкиот систем. Управата е формирана, која во суштина неколку години назад ние како предпријатие плаќаме за нив, плати, трошкови и така натаму. Дел од нашиот профит оди за нив. Имаме агенција за сигурност која цело време се грижи за сигурноста. Немаме либерализација на пазар, која беше идејата зашто треба да се трансформираме. И немаме поделба или понатамошна трансформација на можда транспорт. И затоа имаме таква компанија каква што е можда транспорт. Мислам дека сите ја знаеме каква е и што е. Тоа го покажуваат самите податоци, колку оние се способни цел тој пазар на транспорт да го покријат или да го зимат под нивна капа. Зошто тоа не се случува? Тоа е заради тоа што кога вие имате оператор кој е во монопол и тој тогаш не треба да се грижи за компетиција. Немаш потреба да се грижи за компетиција. Ке работиш така како што се работи природно. Ги оставаш работите и колку што иде толку, затоа што нивниот буџет во споредба со нашиот, пак, ние и во тој дел сме дискриминирани. Тие добиват многу повеќе од нас, а ние добиваме се помалку и помалку, а и од нив. Значи, денеска нивниот долг од нас е 140 милиони денари, значи, побарувања кои они не се во можност да ги амортизират веќе неколку години. Тоа е дека ние сме заложници на едно предпријатие и заложници на таа либерализација која е угината со закон, на жалост, во 2012 година. Имало досега интерес од други компании за оперирање на на инфраструктурата на македонски железници? Видете, ако патничкиот транспорт е интересен бизнис и профитабилен, тогаш нормално дека и железничкиот е исто така многу интересен пазар. Сите земји во регионот имат повеќе оператори, вклучувачи ја и Косово, која покасно се вклучи во системот на трансформација и кои се пред нас, а имат 3 пати помала мрежа. Неможноста наша као инфраструктура да им поделиме капацитети и на други оператори и баратели, тоа by default ги оддалечува фирмите да се заинтересираат за пазарот, пошто знаат дека е затворен. И согласно законот е затворен до влез на Република Северна Македонија во Европска унија. Но претходно, пред да се донесе стопирањето на либерализација, имаше повеќе фирми кои беа заинтересирани да го развиваат железничкиот превоз во Македонија. Имаше странски компании од тие? Имаше. Од каде беа тие? Имаше компании од Словенија, имаше компании од Република Чешка, имаше и од други европски земји, имаше дури и австријски компании, па имаше и домашни компании кои сака да пораснат во оператори. Но треба да знаете дека железниците на Косово, например, добиват 3 пати повеќе средства од тоа што добиваме ние со 1300 км, а оние имат само 300 км пруга. Значи Косово годишно добива околу 10 милиони евра од државата со 300 км пруга, ние добиваме 3 милиони евра со 1300 км пруга. И пак цената на пристап не е иста. Плюс они имат либерализација, ние немаме. Рековме во просечна брзина во Бугарија или пруги со 160 км на сат, колку е во Македонија просечната брзина? Па 100 км на сат коридор 10, ако вклучаме и коридор 8 и кракот од 10Д,
тука ќе ни се намали значи просечната брзина и ние ги имаме поделено нивото на пругите, значи прва категорија што е коридор 10, затоа што и причината заради која постоиме е коридор 10. Другите коридори не се ни развиени. Например, вие имате тој дел на коридор 8 од Куманово до Кичево, кој во суштина денеска работи само за еден воз дневно или еден пар возови дневно, што е далеку од некое време кај што биле 4 или 5 пара возови дневно. Која е последната пруга што е изградена и што е пуштена во употреба кај нас? Очекуваме дека до крај на следната година ќе пуштиме и делот Куманово-Белјаковце, каде што имавме поголем застој на работиве заради многу причини, а една од тие причините беше и археолошките наоѓалишта за кои нажалост губивме 2,5 години додека ги конзервиравме. Имавме голем проблем со проектот кој така беше направен пред 25 години и имаше промени од реалната ситуација, а и имплементација на новите стандарди. Тоа што знаеме дека последната реконструкција и доградби се направени пред 45 години. Таму се застанати нашите железници? Да, нажалост да. Посебно постоечкиот дел на тоа што го викаме ние коридор 8, да. Рековте дека студијата за затворање на коридор 8 ја правеа шпанци, така? Не, видете, имаме повеќе студии, пошто концептот на поделба на неколку делници не доведе во ситуација ние да имаме сосема различни студии, сосема различни показатели на тоа како треба да се развиваме. Не знам од која причина ние административно сме прифатиле таква поделба. Сега зборувам за последниве 15 години, можеби. И сега, наместо ние да градиме еден дел, Куманово до граница, ние сме почнали да правиме еден до Белјаковце, друг до Крива Паланка, трет до граница. Што би значило 3 посебни студии, 3 посебни други студии за животна средина, 3 сосема студии на тоа колку е профитабилен, 3 сосема други студии за колку време и колку би коштало тоа, 3 сосема други студии или проекти на тие 3 делници. Имате прелиминарни проекти, па после имаме финални проекти, па после имате 3 процедури за финансирање на тоа, имате 3 процедури за надзор на тие градби, имате 3 процедури за изведувач, кои во суштина земат време, тоа време не се гледа, затоа што е папирологија, затоа што никој не го гледа. Единствениот начин како тоа стигнува до граѓаните на нашава држава е преку нашите изјави. Кога може да очекуваме таа пруга готова да замине првиот македонец во Софија со воз? Па видите сега како што ние се движиме по некои многу интересни случувања, дедлајнот само си оди понатаму и понатаму. Ние навистина верувавме дека до 2022 најмалку што можеме да кажеме е дека тунелот меѓу Бугарија и Република Северна Македонија да биде отворен. Тоа не би значило пуштање на возот. Но скоро до еден чекор до пуштање на возот. Но тоа би се случило кога ние не би требало да ги повторуваме процедурите за втората делница. Ние почнавме една процедура за изведувач на компанија. Имавме и кредит од Европската банка, одобрен од Собранието на Република Северна Македонија, Република Македонија тогашна. И имавме процедура согласно сите стандарди. Процедура направена на многу транспарентен начин, се појавија фирми, направивме еволуација и процесот застана на таа еволуација заради некоја политичка криза. Неразбирливо е зашто ние требаше после 2,5 години истиот тендер да го поништиме, за сега да го објавиме истиот и да правиме еволуација на скоро на истите понудувачи. Ние сме изгубиле 3,5 години во една процедура која, нажалост, за мене лично е неразбирливо. И никогаш не сум успеал да добивам објаснување. Најмалку што треба, јас као директор на ова предпријатие, и заработава, и да бидеме отворени и транспарентни, како што ние се трудиме да бидеме со другите, е да добијам одговор зашто требаше таа процедура да прекине. Кога во таа процедура немаме ни едно од правилата загрозени, процесот цело време бил транспарентен и направен согласно тие правила што инвеститорот или правилата што не инвеститор, туку тој што ни ги понуди средствата, односно Европска банка за обнова и развој. И
која е та задна слика која нас не тераше тој процес да го повториме уште еднаш. Нажалост, не сум успеал ни официјално, а неофицијално ние сме земја кај што све се кажува и ништо не се казнува. Која е неофицијалната ова причина? Немаме неофицијална причина. Се Ни копа сега тој неофицијална пленум? немаме, секој си изборува можеби што сака. Валјда било заради политичката криза, валјда било затоа што имаме промена на власт, валјда било затоа што некој мисли дека некои фирми се од некоја власт, други се од секоја власт. Многу е интересно како секој тука се поврзува со све и сешто. Се копа сега тој тунел или се уште не е почнат? Не, од третата фаза ние се уште не сме почнали заради тоа што ние уште немаме финансиска конструкција за третата делница на источниот дел, а тоа е Крива Паланка до граница со Бугарија. Најтешкиот дел. Најтешкиот дел. Имаме 60 милиони евра од Европската унија грант за тој дел. Сега бараме уште 350 милиони. Има преговори. Ние како предпријатие почнавме процедура и согласно одлуката на влада ја ангажиравме Министерството за финансии да започне преговори со финансиските институции за да може да се најдат финансиски средства или финансиска конструкција која би го задоволувала тој процес и да го почнеме да го работиме. И има заинтересирани финансиски институции, знам дека Европска банка за инвестиции и Европска банка за обнова и развој ќе го поддржат до крај источниот дел на коридор 8. Ќе гледаме после што правиме со западниот дел и што правиме со постоечката пруга, односно делот од Куманово Скопје до Кичево и Скопје Велес до Битола. По предпријатието, според податоците што ги имавме ние во минатото, не знам точно која година, има околу 1400 вработени. Сега е паднат бројот на околу 900 луѓе. Имате направено план за работна сила или имате податоци колку од тие 900 луѓе се над 55 години? Значи, во 2011 кога јас станав директор на предпријатието, имавме 1600 вработени. Денеска имаме 1040-30 вработени. Додавајќи плюс социјалниот аспект што ние бевме приморани, голем дел од луѓе што беа примени во Македонски шуми да ги примаме, и со до 70 и нешто вработени од бившата ремонтна пруги, која беше оддалечена од Македонска железница инфраструктура, па беше продадена, па после ја вративме назад и така натаму. Што значи дека по некој природен пат ние успеавме околу 800 луѓе да се намалиме. Дали сме губиле во квалитет на луѓе? Имавме многу добри инженери кои на жалост стигна во нивните години и ја пуштија фирмата. Имавме и друг дел на работници кои малку полесно може да се менуваат. Ние направивме многу јасен план за вработување на кадри кои се потребни за ние да можеме да држиме константа и да се развиваме без пречки. Но вие знаете, тука во нашава држава се случија многу работи. Едно тоа е, не знам, формирање на некој Министерство за администрација и информатичко општество, која треба да решава за дел од нашите вработени, кои се тие вработени што нас ни требат. Вие правите барање до Агенцијата за администрација и тој прави некоја постапка за избор на луѓе и на крај ви доаѓаат луѓе кои според нашите очекувања не ги задоволуваат условите за да бидат вработени, но вие сте приморани да ги добиете нив. Од другата страна, наоѓање на кадар по специфика на нашите потреби, од работи што се поврзуваат со железницава, било тоа градежни инженери, технички инженери, електроинженери, технички електроинженери, машински инженери, технички инженери и така натаму, е многу тежок процес за тоа што и бројот на тие луѓе е многу мал, а и многу атрактивно се европските земји кај што, на жалост, голем бројот луѓе веќе си отидна надвор. Ви благодарам многу. Благодарам на вас. Почитувани, го следевте интервјуто со господинот Асани. Ви благодарам.